Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Еве што ќе гледате вечерно. За да се стигне до совпаѓање на основните барања на двете страни, ќе бидат потребни и одредени уставни измени. Какви и колку длабоки би биле тие? Треба да се договорат Скопје и Атина, вели високиот представник на Стејт департментот во разговорот што го водевме денеска. Годинава прв пат по многу години ССМ ќе излезе на улица. Верувам во неопходноста на овој првомајски протести, овој марш. Повторно ќе протестираат и оние малкумина кои изминатите години ја бранеа важноста на денот. Немаше ли нивниот глас да се слушне посилно и подалеку, ако излезеа сите заедно? Тензијата овде кулминира кога во март на Скопјани ќе им пристигнат решенијата за данок. И бизарни, и конфузни. Имам платено за 2017, ми испраќаат повторно помена. Истовремено и поранешниот собственик што ја продава, и за него има решение за данок на имот и за овој. Автоматски не сме поврзани ниту со катастрот, ниту со МВР. Тежнееме кон тоа да се поврземе за да се подобри квалитетот на услугите кон граѓаните. Светиниколци наведум не се разликуваат од своите земјаци ширум Македонија, но веќе со децении на своите плеки носат тешко бреме. Бројот на заболени од канцер, и тоа најмногу од канцерна дојка. Првото нешто што го доживееше смртта, значи соочување со смрт. Без екзактни податоци, меѓу светиниколци се во оптек најмалку 3 теории. Проблемот и нервозата се уаат токму тогаш кога сметките ќе почнат премногу да се меша. Некои луѓе навистина се недораснати. Немав намера да имам негативна дискусија, нити пак посебно да се заканувам. Саботажа. Следува кратка пауза по која се најавените содржини. Бидете налсат. Гледате 360 степени. Полупразното Скопје денеска сведочеше дека многумина го споиле викендот со утрешниот празник како можност да избегаат од сивилото на секојдневната рутина. Но колку сме свесни дека можноста за вработените воопшто да имаат одмор, да имаат 8-часовен работен ден и да бидат платени за тоа, се права изборени буквално со крв. И дека таа битка во многу земји, па и во Македонија, не е целосно и за секогаш добиена. По повеќе години полтронство кон власта, најголемиот синдикат во земјава утре конечно ќе излезе на протест. Ќе протестираат и други организации и движења кои во изминатите години се обидуваат да потсетуваат на значењето на 1 мај. Зоран Јовановски. Чикаго, 1886 година. Протестите почнати на 1 мај за 8-часовен работен ден завршуваат со крвав суdir со полицијата 3 дена подоцна. Federal troops were called out to crush the strike. People were killed. It was a terribly violent strike. It was not a happy day for labor. We have paid holidays because of the labor movement. We have a 8-hour day because of the labor movement. We have paid vacations because of a labor movement. Во Македонија изминатата деценија за 1 мај најчесто имаше протести против најголемиот синдикат, бидејќи Сојузот на синдикатите на Македонија редовно имаше оправдување да не протестира на овој ден. Ние бараме од синдикатите да почнат од 1 мај да организираат протести и штрајкови, а од друга страна, ако тие не се појават, ние им соопштуваме директно на работниците да се само организираат и да ни се придружат на протестите на 1 мај. Едно е значи да зборуваме на маса, друго е да дојдат и да разговараме со решенија кои сметат дека се добри. Значи сите понудени добри решенија, но да се нуди само дека треба да се излези на протести, на вистина имаме обврски ние кон членството. Ова одлука која е донесена за ваквото кампањско работење и ваквото едногодишно прославување, а не еднодневно прославување на 1 мај, е одлука на сите синдикати во Република Македонија. Годинава прв пат по многу години ССМ ќе излезе на улица. Верувам во неопходноста на овој првомајски протести, овој марш. Повторно ќе протестираат и оние малкумина кои изминатите години ја бранеа важноста на денот. Ланскиот 1 мај на виделина излегува сите поделби во ССМ.
Годинава новото раководство на ССМ прави обид да ја обедини најголемата синдикална организација во земјава. Председателот Дарко Димовски вели дека преговори со власта се неопходни, но протестот на улица има порака и тежина. Ние не сакаме да покажеме моќ, но баш напротив, ние сакаме да покажеме дека постоиме, дека не ја има и дека сме ние тие реалните кои треба да преговараме за нашите работнички права, бидејќи ние допринесуваме за подобрување на економијата и стандардот на живот во Република Македонија и треба да не сватат како сериозен фактор во тој трипартитен договор што се води помеѓу работодавците, владата на Република Македонија, синдикатите, тоест работниците. Димовски вели дека ССМ се залага за плурализам во синдикалното движење, за да се искажуваат различни мислења и барања. Сепак смета дека е потребна посилна соработка за да се остварат барањата, како поголеми плати, сигурни работни места, намалување на сиромаштијата, регрес за секој вработен. За да покажеме ние дека сме многу сериозни, треба меѓу нас, ако не да се обединеме, да имаме една сериозна соработка, каде што нашите барања може едногласно и сите заеднички, а не да бидеме напротив раштиман оркестар. Значи сите едногласно да ги кажеме нашите барања, а претходно преку нашите средби или тие, да кажам условно кажано соработка, да ги ставиме во една рамка каде што нема да испаднеме од таа рамка. Со тоа ќе допринесеме да бидеме сериозно сватени и од работодавците и од власта. Првомајскиот протест на ССМ не е единствениот најавен. Има уште 3. Едниот го организираат неколку невладини организации и здруженија кои на 1 мај ќе ја продолжат битката за нов закон за извршување. Велат дека и старото решение и измените предложени од владата се во спротивно со интересите на социјално најранливите. Бараме нов предлог закон од страна на владата кој ќе кореспондира со економската ситуација во Република Македонија, а не препишан или модифициран закон од некоја западна земја, каде што стандардот е далеку повисок од Македонија. Тоа е целта наша, значи, нивниот предлог закон не ни одговара. И второ, они не одблокираат. Се уште во моментот се блокирани илјадици луѓе, може стотина илјади луѓе се блокирани, нонстоп се извршува. Значи, луѓе ја напуштаат Македонија, верувајте ми дека си одат. Ја напуштаат државава, една од големите причини е и тоа. Буквално овој ненормален акт на извршување. Првомајски протест организира и политичката партија Левица, чии членови беа неактивни за 1 мај изминатава деценија, во отсуство на ССМ. Ќе протестираат и годинава, бидејќи се незадоволни од динамиката на најавените реформи во полза на работничките права, што ги најави новата влада. Например, договорите на определено време кои се преку сите граници продолжени од страна на претходните влади, кои во моментот се 5 години, да се намалат на нормалната должина како во сите земји на 6 месеци. Понатаму да почне да функционира инспекторатот на труд, бидејќи и со промената на власта остана ист директор на чело на инспекторатот на труд и повторно работниците немаат доверба со право во работата на инспекторатот на труд. Понатаму, за старосната граница за пензионирање, постои сериозна опасност сегашната влада да потпадне под притисокот на меѓународните фактори и да ја зголемат старосната граница. 4 протестни марша ќе се одвиваат по различни рути, но иста им е крајната дестинација. Сите групи своите барања ќе ги соопштат овде, пред владата. Во тоа време, во зградата на Илинденска број 2 ќе се одржува седница на Економско-социјалниот совет. Но тоа не менува ништо за дилемата што сите засебни протести заеднички ја поставуваат. Немаше ли нивниот глас да се слушне подалеку и посилно, ако излезеа сите заедно? За Милан Живковиќ од фондацијата Фридрих Еберт, која со години го помага синдикалното организирање во земјава, тоа што годинава ќе се протестира на повеќе нивоа не е показател за поделби, туку дека има клима за јавно искажување на незадоволството од различни страни. Ако порано ние имавме притисоци да не излегуваат во јавност и да протестираат по било какви основи, сега тоа е добре дојдено. Сега се кажува, излезете, покажете дека имаме потреба од промени. Порано ние имавме притисоци кои што треба да покаже дека тука имаме невидена благосостојба и дека во тој дел ние не треба ништо друго да правиме. Дека државата знае што прави. Живковиќ смета дека со самото неизлегување на протести изминативе десетина години, ССМ ја изгуби својата улога на главен заштитник на работничките права.
Овој 1 мај е шанса да се започне со враќање на изгубената доверба во Сојузот и подигнување на квалитетот на синдикалното дејствување. Во изминатите години увидовме дека ако поголемиот број на синдикати не се одлучуваат да излезат на протести поради тоа што во директни разговори го кажувале: знаете ли кој е на власт? Знаете што ќе ни се случи ако излеземе? Сега имаме поинаква реторика. А за кршење на работнички права имавме сведоштва скоро секојдневно. Самиот факт што имавме по еден работник што загинува на работното место неделно во изминатите години, јасно кажува дека ние треба да окренеме гласот, сите ние како работници, не само синдикатите, не само тие лицата кои што се начело на тие синдикати, туку сите ние треба да излеземе и да кажеме: доста е, треба да има промени. Тоа во изминатите 10 години го немавме, не го гледавме, единствено го покажуваат тие, како што спомнав, синдикатите и организациите кои што беа здружени во таа повлеба за солидарност. Тоа што утре ќе има 4 посебни марша, меѓу кои е и оној на најголемиот синдикат, не мора да значи и дека поголем број од работниците нема да одберат да одат на скара наместо на протест. Но можеби вреди да се потсети дека тие што ќе излезат на улица продолжуваат традиција која работниците на овие простори ја почнале уште во Османлиско. Овие фотографии од првомајски протести се направени во Скопје и во Куманово во 1909 година. Следува уште една пауза, по која ќе гледате. За да се стигне до совпаѓање на основните барања на двете страни, ќе бидат потребни и одредени уставни измени. Какви и колку длабоки би биле тие? Треба да се договорат Скопје и Атина, вели високиот представник на Стејт департментот во разговорот што го водевме денеска. What will happen in July, I don't know. I have my fingers crossed. I see signs of optimism. I see signs of pragmatism, reasons for optimism. I see signs of pragmatism on the Greek government. Годинава прв пат по многу години ССМ ќе излезе на улица. Верувам во неопходноста на овој првомајски протест и овој марш. Повторно ќе протестираат и оние малкумина кои изминатите години ја бранеа важноста на денот. Немаше ли нивниот глас да се слушне посилно и подалеку ако излезеа сите заедно? Тензијата овде кулминира кога во март на скопјаните им пристигнат решенијата за данок. И бизарни, и конфузни. Имам платено за 2017, ми испраќаат повторно помена. Истовремено и поранешниот собственик што ја продава, и за него има решение за данок на имот и за овој. Автоматски не сме поврзани ниту со катастрот, ниту со МВР. Тежнееме кон тоа да се поврземе за да се подобри квалитетот на услугите кон граѓаните. Светиниколци навидум не се разликуваат од своите земјаци ширум Македонија, но веќе со децении на своите плеќи носат тешко бреме. Бројот на заболени од канцер, и тоа најмногу од канцер на дојка. Првото нешто што го доживееше смртта, значи соочување со смрт. Без екзактни податоци, меѓу светиниколци се во оптек најмалку 3 теории. Каков е ставот на американската администрација за преговорите за името меѓу Скопје и Атина, кои се кршат на прашањето за опсегот на употреба на новото име и промена на уставот? И кои се опциите за Македонија на јулскиот самит на НАТО? Ова се само некои од темите за кои колегата Владимир Мирчевски денеска во Вашингтон разговараше со висок представник на Стејт департментот. Еве го неговиот сумарен извештај. Предпазлив оптимист, оваа фраза е употреби висок представник на Стејт департментот овде во Вашингтон на моето прашање каква е неговата проценка за исходот од тековните преговори за името. Тој вели дека за да се стигне до совпаѓање на основните барања на двете страни, ќе бидат потребни и одредени уставни измени. Какви и колку длабоки би биле тие? Треба да се договорат Скопје и Атина, вели високиот представник на Стејт департментот во разговорот што го водевме денеска. Овој аспект од процесот, уставот и степенот на интервенција во него, тој ги смета за клучен елемент во потенцијалното пакет решение. Прашањето го нарече комплексно и според негови проценки ќе треба сериозно лидерство и креативност за да се дојде до договор. Креативност, вели тој,
ќе бара и така наречено секвенционирање на договорот или определување временска рамка за тоа како тој ќе се имплементира и што за возврат ќе добива Македонија во секоја од секвенците. Топло-ладно атмосферата во преговорите ја смета за нормална работа, но вели дека е добро што во основа на двете земји продолжува оптимизмот за можен компромис. За најтешките прашања очекува вклучување и одлука од премиерите Заев и Ципрас. На моето прашање дали има план Б ако преговорите зимето не успеат и ако Македонија не добие покана за членство во НАТО во наредните месеци, представникот на Стейт Департментот одговори: фокусирани сме на успешно завршување на процесот и нема причини да веруваме дека ќе изостане успех. Околу можноста за директно инволвирање на американската администрација во разговорите, мојот соговорник одговора дека не знае дали Грција и Македонија би сакале Вашингтон да се вклучи на таков директен начин, но потврди дека ќе продолжи американската поддршка на процесот. За руските обиди за попречување на зачленувањето на Македонија во НАТО, представникот на Стейт Департментот рече дека целта на Кремљ е да ја подкопа стабилноста на Балканот. Русија се обидува да го попречи успешното финиширање на преговорите меѓу Скопје и Атина, не само преку своите активности во Скопје, туку и преку своите партнери и структури во Грција, низ негативна кампања во медиумите и особено на социјалните мрежи. Целта на Москва не е Русија да успее, туку другите да не успеат, вели за 360 степени високиот представник на Стейт Департментот. А токму за улогата на Русија на Балканот, особено во Македонија, зборував со Јан Бжежински од влијателниот Атлантски совет, поранешен висок функционер во Пентагон во времето на Џорџ Буш помладиот и син на Збигњев Бжежински, влијателен советник на повеќе американски претседатели. I'm increasingly concerned about the Southern Balkans. I think there's increasing streaks of instability in the region, and I think that Russia is trying to exploit them, if not even drive them. I mean, I think of the Russian effort to assassinate the leader of Montenegro. I see these Russian elements flowing into Spritska to kind of stir unrest over there. I see it provoking tensions between the Kosovars and the Serbs. I pick up traces of Russian manipulation in the media and perhaps in information flow, so to speak, in your country. So I think what Russia has found is a kind of a soft underbelly to the alliance, and it's trying to kind of stoke unrest in that region to weaken the alliance. Do you see that potential threat for the whole region, stability of the region, if Macedonia is again left out of the NATO? We are talking about possibility of joining NATO in the following months if there is a solution over the name issue, but do you think that possibility of Macedonia again being left out of NATO is not only a danger to the country itself, but also to the Balkans? Well, one, I hope that Greece will get over its hesitations to allow Montenegro its rightful place in NATO, and the summit coming up in July provides a great opportunity to get over that hurdle in the alliance's relationship with Macedonia. I remember firsthand the contributions Macedonian forces made to U.S.-led operations in Afghanistan. It's an important contribution to U.S. and NATO-led operations around the world. I remember Macedonian soldiers defending the U.S. embassy in Kabul not too long ago when it was assaulted by Taliban forces. So Macedonia stands among those countries who are first and foremost when it comes down to being in the front lines of alliance operations, and something we should never underestimate, and something that I appreciate. As for what will happen in July, I don't know. I have my fingers crossed. I see signs of optimism. I see signs of pragmatism, or reasons for optimism. I see signs of pragmatism on the Greek government. But if that invitation weren't to be implemented, so to speak, in July, I don't think that's going to be the major driver of instability in the Balkans. It will be a setback. I think it doesn't help those in Macedonia who are most committed to transatlanticism, most committed to democratic reform and such. But it doesn't mean that the door will have been closed. It will mean we just have to take more effort to kind of push to ensure that Macedonia gets its rightful place at the NATO table. The happenings, the events in Montenegro a couple of years ago, and ongoing statements by U.S. officials about the malign presence of Russian influence in the Balkans. Do you think that there is a need of a more bigger presence of the Western alliance, not just of United States administration, in the Balkans?
not only speaking to counter Russian influence, but also on the other hand to make more stronger reforms and democracies in the region? It depends on what you mean by presence. I don't think there's a need for increased U.S. or NATO military presence in the region. But I think we need to do more to work with the governments of that region to counter malign Russian influences. I still think the West is behind the power curve when it comes down to dealing with Russian information operations, Russian subterfuge, Russian cyber operations, all of which have been picked up in that region and which are geared toward destabilizing the region. So we need to do more in terms of fighting fake news is being pushed out by the Russians, taking on through appropriate means those who are pushing extremist agendas in the various countries of that region, encouraging some of these countries to be more bold in terms of the political reforms and rule of law reforms. That's the kind of presence I think we need to pick up on the part of the United States, and part of the EU, and part of the alliance in your neck of the woods. Thank you very much. За ова издание на 360 степени од Вашингтон, Владимир Мирчевски. Од високата политика и Вашингтон се враќаме на нашите секојдневни проблеми, во овој случај во Скопје. Март и април се месеци кога гужвите и нервозите добиваат на интензитет во познатата барака број 16 во градскиот парк, надлежна за даноците што се плаќаат на локално ниво. Неретко се случува решение за данок за ист имот да добијат сите членови на семејството, или при купопродажба на имот данок да се бара и од продавачот и од купувачот. Слабиот капацитет на администрацијата генерално не е нешто ново, но решивме да провериме што е причината за нередот во конкретниот случај и има ли решение за него. Славица Филиповска. Ова е барака број 16 на град Скопје. Барака за даноци, но граѓаните ја нарекуваат и барака за нервози. Тензијата овде кулминира кога во март на скопјаните им пристигнат решенијата за данок. И бизарни, и конфузни. Па затоа јавноста токму оваа администрација посочува како пример, но не добар, туку за тоа како не треба да функционира една јавна служба. Еден документ столче до столче патува по месец ден. Под хитно, стручни и одговорни лица за одредување на ставка данок. Па гужбите они ги прават. Гужбите сами си ги прават. За еден предмет доаѓам да го подигнам, доаѓам 2 недели. Не е крива администрацијата, туку луѓето се криви. Зошто мислите? Па не чекаат, броеви има дадено, може да ги си оди све поред, ама не го користат тоа. Се пикаат преку ред, тоа е. Што да кажам, некоја средна оценка пролазна не може да дадам, така повише од некоја тројка максимум. Но главните критики не одат на сметка на службениците на шалтерите. Револтот на граѓаните е најголем за оние што ги изготвуваат решенијата за данок. Имам платено за 2017, ми испраќаат повторно помена. Тие бараат данок на имот да се плати на нешто што овој се уште не е собственик. А истовремено и поранешниот собственик што ја продава и за него има решение за данок на имот и за овој. На едно решение ми стиже 2 различити суми. Иако ја, например, сум член на СДСМ. Ја не сум член на овакви раководители. Ја сум член на идеја, а не на незнаење. А од другата страна на шалтерите во барака број 16 има вкупно 40 службеници. Имаме некогаш по 900-800 странки и сакаме да бидат што пократко да се задржуваат на шалтерите, да не се создава гужва. Се сочуваме со секакви да кажам странки доаѓаат на шалтерите, бидејќи работиме со луѓе и најтешка работа е да се работи со луѓе. Сакаме странките да бидат задоволни. Најголем проблем за административците се месеците март и април, бидејќи тогаш им пристигнуваат решенијата за данок на имот на сите обврзници. Во Скопје ги има речиси 130.000, при што секоја година околу 70.000 доцнат, па мора да им се прати опомена. Капак на се е што дел системот функционира како во минатиот век. Автоматски не сме поврзани ниту со катастрот, ниту со МВР.
тежнееме кон тоа да се поврземе за да се подобри квалитетот на услугите кон граѓаните. Се уште не сме поврзани, а сегашната законска регулатива е таква што ги обврзува даночните обврзници секоја промена, секој оставинско решение, секоја купопродажба, пријава и одјава на данок на имот да ја вршат, обврска е на даночните обврзници сами да ја пријават било каква промена. Затоа што, кажав, не сме поврзани автоматски и затоа и се појавуваат тие грешки. Тоа што имаат проблеми, Наков признава дека не е пречка да се трудат да ја подобрат услугата. Воведена е новина на двосменско работење на шалтерскиот дел во барака 16, со тоа што даночните обврзници можат во текот на целиот работен ден да пријавуваат или да одјавуваат да поднесуваат даночни пријави, да подигнуваат решенија за данок на имот. Тоа е една новина, работиме и на другите новини со текот на времето. Се надевам дека ќе се подобри квалитетот на решенијата. Но оние од другата страна на шалтерот и не баш ги гледаат овие новини толку многу и се уште имаат критики за вашиот начин на работа. Критики имало и ќе има, меѓутоа работиме на подобрување на квалитетот на даночните услуги. Дека работата не е сјајна, потврдува и оваа анкета на социјалните мрежи на која се согласила и градската администрација. Прашалникот изработен од невладината асоциација Зенит со европска поддршка ги прашува скопјани што мислат за целиот систем на данок на имот. Речи си да нема позитивен одговор. И самиот градоначалник нема високи оценки за администрацијата со која раководи. За жал, во добар дел систематизацијата на градот Скопје за работните места не е пополнета со доволно квалитетни кадри или кадри кои што може да излезат во пресед за потребите, односно на ниско ниво во смисол на чувари, шофери. Градот е превработен, меѓутоа на постручното ниво имаме недостаток на кадар. Системот за даночни обврзници во градот, вели Шилегов, постојано се надградува, но крај на нервозите не треба да се очекува годинава. Очекувам гужбите во барака 16 некаде во текот на следната година да бидат надминати во смисол на поднесување. Градот Скопје е во постапка за набавка и на нова хардверска и на меѓутоа многу побитно на нова софтверска опрема. Воведувањето на новите софтверски решенија не водат полека кон концептот на Smart City, кој што исто така во софтверска смисла оваа година градот ќе го распише како тендер. Во денешно време, за жал, градот нема можност, нити начин, нити перформанси техничко-технолошки внатре во самиот град, да на граѓаните им понуди електронска услуга на приемна документација и на издавање на соодветните решенија. Тоа ќе биде една од новините од која ќе ги набавиме новите софтвери, која ќе ги компонираме во една целина и таков тип на услуги да можат луѓето од дома и да ја достават потребната документација, меѓутоа и да ги примат соодветните решенија. Ако се знае дека од 100 милиони евра колку што тежи градскиот буџет за оваа година, 40 милиони евра ќе се соберат од даноци, од кои 13 милиони од данок на имот, може би станува појасно зошто се толку големи гужвите и нервозите во барака 16, а со тоа и потребата да ги снема. Во Свети Николе со години обстојува уверување дека е место со најголем број заболени и починати од рак, и тоа најмногу од рак на дојка. Но она што дополнително ужаснува е сознанието дека ова уверување на локалните жители не може да се провери кај ниедно од здравствените институции, зашто таква специфична статистика не се води и што нема научно истражување што ќе ги испита причините за големиот број заболени од канцер. Капак на се е ниското ниво на здравствена култура, нередовните превентивни прегледи и доцното дијагностицирање на болеста. Никола Здравковиќ беше во Свети Николе и се обиде да го стесни кругот на можни причинители за неславниот рекорд. Кога од Скопје ќе тргнете кон срцето на Македонија, 90-тиот километар ќе ве доведе пред портите на еден мал, но град кој според прочуеноста може слободно да се смести во групата на големите. Свети Николци навидум не се разликуваат од своите земјаци ширум Македонија, но веќе со децении на своите плеки носат тешко бреме, што ги издвојува од жителите на останатите градови. Бројот на заболени од канцер, и тоа најмногу од канцер на дојка. Кога ти се случи прво, страшно е работа тоа. Значи, за разлика
кога слушаш, нели, на друг кога му се случа, никој не се занимава со тие работи подетално, а кога ти се случа, првото нешто што го доживееш е смртта, значи соочување со смртта. Зашо видите на една жена која ти се случа такво нешто, зависи од карактера на жената многу, али повеќето барат некој сличен што поминал низ сета таа процедура, нели, и така мислам добиваат жените волја за живот. Името, но и битката со Снежана Стојанова ја дели и Снежана Велковска. Болеста и била диагностицирана пред 2 години. Сме повеќе жени, скупна повеќе жени и доаѓаат и се уште не се зголемува бројката, каде што жените навистина имаат потреба да се дружат, да разменуваат мисли, идеи, да споделуваат радости, болки, кога имаат кои работи што не можат да ги споделат со некои други. Иако ги среќаваат граѓаните во градот и ги гледаат и разменуваат идеи со нив, тие немаат доверба во нив затоа што мислат дека не можат да бидат разберени, така како што во самата група можат да бидат сватени и разберени и како самата група може тоа да им го помогне и да ги насочи како да го надминат. Ова се само 2 жени што собрале храброст да говорат јавно. Но што вели статистиката? Точен ли е впечатокот на жителите на Свети Николе дека се во самиот врв според застапеноста на ова заболување? Одговори побаравме во Институтот за јавно здравје, но бевме изненадени што таква статистика по градови не постои. Не се води никаков регистар за рак, односно не се води статистика во врска со ново заболени и преживеани лица, за да може точно да се утврди стапката на смртност. Без бројки за заболени по градови, државата практично и не знае кои се локалните жешки точки, а без таков податок, институциите не можат да знаат каде да прават истражувања за причините за зачестен карцином и со тоа потенцијално да го продолжат животот на идните генерации. Од локалните центри за јавно здравје велат дека проблемот со евиденцијата е што некои заболени се пријавуваат неколку пати во различни здравствени центри, а други воопшто не се пријавуваат. Единствено се водат регионални статистики кои даваат генерална слика, но не можат да ги детектираат локалните жаришта, бидејќи се однесуваат на повеќе општини. И додека државата на централно и регионално ниво вели дека нема детални податоци, докторката Гордана Митева од Свети Николе тврди дека податоци има, и тоа алармантни. Свети Николе, за разлика од другите градови, е втори по заболување од карцином на дојка, а први по смртност на заболување на дојка. Сега се зголемува бројот на карциномот и на плуќе, а кај мажите голем број е бројот на карциномот на простата. Во општината имаме и деца кои што се болни од карцином. Често пати се прашувам, имаме и дете кое што има карцином на хепар, значи на црн дроб, кој што не е полни ни 2 години. Значи, може да замислите колку рано може да се јавуваат и карциномите. Конфликтот во податоците секако не носи мир меѓу граѓаните. Според последниот попис, Свети Николе има околу 13.300 жители, но за овие 15 на години ќе слушнете дека оваа бројка практично се има преполовено. Дел од оние кои не достигаат се раселени, емигрирале, меѓутоа дел ги има покосено канцерот. Оние кои што се иселиле, тоа ги натерала сиромаштијата. Меѓутоа, што е причината за ваквата појава на канцери? Без екзактни податоци, меѓу светиниколци се во оптек најмалку 3 теории. Едни веруваат дека изворот на проблемите е водата од стариот водовод Мавровица. Други се убедени дека болеста ја шири веќе затворениот рудник за азбест кај селото Богословец на 10 на километри од Свети Николе. Трети, како екс-граначалникот Јордан Ѓорчев, говорат за бомба која авион на НАТО ја испуштил во близина на браната Мавровица при бомбардирањето на Србија во 1999 година. Тој кратер одма беше обезбеден со полиција, со представници на Министерството за внатрешни работи, како не би проаѓале граѓани додека не се направи соодветна истрага и така натаму и така тоа заврши во тој дел така. Тогашната локална самоуправа немаше никакви информации за влијанието на тој случај на околината и на водата. Значи, реално може и постои некаде таква, може би и постои таква анализа за влијанието, меѓутоа ја како
тогашен градоначалник, немам таква информација дека има некаква истражување или дека има некакво влијание. 360 степени се обиде да го провери ова тврдење со МВР, но оттаму не се огласија. Сепак, без разлика на ставот на полицијата и прашањето дали настанот се случил, еден научен труд го посочува Свети Николе како жариште од поодамна. Според докторската дисертација на Светлана Антевска-Грујовска, Свети Николе, заедно со Виница и Штип, имало најголема смртност од карцином на дојка во Македонија, уште во 1994-та, односно пред интервенцијата на НАТО во соседна Србија. Актуелниот градоначалник на Свети Николе, Сашо Велковски, е дел од групата луѓе кои веруваат дека причината за канцерот е во старата акумулација Мавровица. Таа изградена во 1984 година, а затворена во 2003-та, поради бактериолошка и хемиска неисправност на водата. Генезата во секој случај ја знаеме сите. Водата за пиење што ја користевме порано, значи од браната Мавровица не беше со добар квалитет. Моментално ја користиме водата од хидросистемот Злетовица, таа е со добар квалитет. Ги преземаме сите напори што е во замена на азбестни цевки и други работи околу пречистителната станица за вода, да ја доведеме, значи, до идеалност водата за пиење во општина Свети Николе. Старите цевки на новиот водовод не се единствената врска со азбестот што предизвикува загриженост кај Свети Николци. Во близина на градот има напуштен рудник каде се вадел опасниот минерал, но дел од жителите мислат дека и денес прашината оттаму доаѓа до градот и нивите. Од Министерството за животна средина не ни одговорија дали некогаш испитувале загаденост на почвата во тој регион. Добивме одговор од друг ресор, Министерството за земјоделство, дека Земјоделскиот институт пред многу години заклучил дека квалитетот на почвата е добар, но со значајна резерва. Овие студии се од постар датум и не се одвествуваат со моменталната состојба на терен, па затоа потребно е да се извршат нови истражувања за да се утврди вистинската и реалната состојба со почвите во овој регион. Додека се чека акција од државата, жителите, а особено жителките на Свети Николе, на располагање имаат еден начин да се спасат од најлошото. Тој е проблемот. Сите чувствуваат страв, не осеќаат дека се болни и не сакат превентивно да одат да се проверат. Секоја жена да има здравствена култура, да отиде на мамографски прегледи и секако во домашни услови да си прави сопствени прегледи, доколку има нешто навремено да биде јавена на климатичниот доктор, за да може да се спречи и да не постојат такви болести, тоа да нема морталитет во нашата општина како што сме засега засегнати. Свети Николе го оставаме како што го најдовме, гостолюбив и исплашен. И додека општествените големци да се свестат, единствена надеж за мештаните, останува светецот заштитник. Приказната од Свети Николе не е последна содржина во ова издание. По паузата е саботажата. Останете насад. Стигнавме до редовната рубрика на авторот Сречко Поповски. Саботажа. Нежноста или риката со која го облагородија демократскиот амбиент ќе обстојува како трајна вредност која ќе остане вечно запаметена. Не баре комотно распослани крај дрвениот мост, а не растрчани низ разулавените парламентарни коридори. Пасивните учесници на фестивалот на срамот се уште имат впечаток дека таа ноќ тие само пееле стихови, без свест за тоа дека биле дел од крволочна оркестрација. Нашата пратеничка група почна да пее, да ја пее химната на Македонија. Тоа беше нашата реакција. Многу честно, многу отворена со песна. За нивна несреќа таа отвореност ја забележаа вклучените објективи низ чие сочиво недвосмислено се покажа сета честност во намерите и сето божемно стихолюбие. Загревот да биде поголем наместо кон солистот, организаторот на концертот. За виновен се прогласува верниот хор, кој бил изиритиран од публиката која по неколку месечниот непрекинат настап реши да го прекине фалшивиот ритам. Никој немал сценарио. Никој во целата приказка немал сценарио. Вие
го нервиравте народот? Народот не може да го изнервира никој освен политичарите кои поради својата аспирација со државата да управуваат како со собствен бизнис, кон оние што будно ја следат секоја нивна можна недоследност. Почнуваат да се однесуваат како кон своји вработени, а не како кон лица кои им ги пренесле своите овластувања времено да одлучуваат во нивно име и за нивна сметка. Проблемот и нервозата се уаат токму тогаш кога сметките ќе почнат премногу да се мешаат. Јас вчера имав разговор со господјата Тасева. Значи сето тоа беше со голема агресија и ароганција и беше многу непријатно. Немам потреба во животот на никого да се заканувам. На тоа слушнав искажување ќе ти објаснам јас, ама ќе те викнам кај мене во кабинетот. Мислам дека сензационализам не е потребен. Некои луѓе навистина се недораснати и недозреани за функциите што им се доделени. Немав намера да имам негативна дискусија, нити пак посебно да се заканувам. Немањето намера за посебна закана, туку веројатно за општа предизвикува креирање општество во кое критичарите ќе почнат да стравуваат, што исклучително лошо се рефлектира на демократската клима, во која дури и луѓето кои со месеци чекаат да полагаат возачки испит, се плашат да говорат отворено, иако нивниот идентитет, за жал, самите го откриваат, невнимателно парадирајќи пред камерите. Кандидатите за возачка од југоистокот го губаат трпението. Плашејќи се дека ќе бидат јавно обележени, не сакаа пред камера да даваат изјави. Може да се реша тај проблем, да можеме да полагаме. Сакам да полагам, ама секој ден или секој месец лажат, кажуваат дека на крај на месецот, на друг месец. Таквото однесување пак вешто се обидува да го искористи партијата која не може баш да се пофали со вредносен систем базиран на слободарски дух, па нему што нуди повторно за ортачување, која ако се презентираат низата светли примери, представуваат цена за која многу скапо се плаќа. ВМРО-ДПМН продолжува да биде верен партнер на медиумите во Република Македонија. И на крајот, најдобро е никој да не се колне во верностот и нема ништо поважно од тоа да се врати назад тоа што се украдените пари на граѓаните било купувано во нејзино име. Јас реков приватно, заради тоа што во буџетот нема пари за бројчење, приватно ќе оплатам еден бројченик кој што е некој 5-6 илјади евра, веќе проверив колку кошта, за да може да биде поставен на триумфалната капија. Покрај овој апарат за мерење на криминалот, нужно треба да стои часовник, како потсетник за времето, но и како знак за предупредување на сите кои забораваат дека тоа не трае вечно. Овде е крајот на ова предпразнично издание на 360 степени. Ви благодарам што бевте со нас и ве поканувам да не гледате и в петок од 22:30. Пријатно!